социјалната заштита. На оваа тематологија всушност владата на ВМРО ДПМН во изминатите 10-11 години направи низа проекти корисни за граѓаните на Република Македонија, но ќе проговорам од личен аспект на пратеник. Многу ми е драго што меѓу првите законски измени во собранието имав чест да ја поддржам една иницијатива граѓанска, која што беше за законски измени во Законот за работни односи, односно зголемување на породилното отсуство. Бидејќи од страна на СДСМ не беше прифатена граѓанската иницијатива со образложение дека има техничка грешка, две пратенички наши идни мајки ја поднесоа иницијативата за продолжување на породилното отсуство од 9 на 18 месеци. Иако породилното отсуство можам слободно да кажам дека е веќе мое минато искуство, но сепак сметам дека треба да се поддржи измената во законот за зголемување на породилното отсуство, бидејќи и од лично искуство можам слободно да кажам дека платените 9 месеци и 3 месеци неплатено отсуство, што не секоја мајка ги користи, сепак сметам дека се недоволни во еден период многу битен и осетлив за новородените дечиња, во период кога се развива и психофизичкиот, кога се надградува психофизичкиот развој на детенцето, секако и имунолошкиот систем, кога е подложен на многу болести, бактерии и така натаму. Сите имаме искуства со градинките, бидејќи не секоја мајка може во Македонија да си дозволи да плаќа даделки. Па така се приморани да ги носат дечињата во градинки. Не да не сватите дека ги напаѓаме градинките и таму има убави аспекти, од социјален развој, од стварање на навики на дечињата, но сепак во ран период на носење на дечињата, сепак имунитетот кога уште не е изграден, знаеме дека и здравствените работници кажуваат дека за еден подобар имунитет се потребни негде околу 2,5 до 3 години кај дечињата и во тој период кога се носат негде од 7, 8, 9 месеци е докажано од досегашното искуство дека кај дечињата има повеќе инфекции, почести болести, се поради тоа што нема изграден имунитет, а се пуштаат рано во градинките. Не дека се виновни персоналот таму што работат, но склопот на околности доведува до тоа. И можам да кажам дека чест ми беше и во иднина исто ќе го поддржиме тоа за да се зголеми породилното отсуство, за да имаат бенефити и мајките и новородените дечиња. Во однос, бидејќи наталитетот навистина идеше во надолна линија во Македонија, се спроведува низа проекти за да се зголеми наталитетот во Македонија, но пред се за да имаме многубројна популација, пред се треба да имаме здрава популација на жени, мајки, жени родилки. Владата на ВМРО ДПМН посвети доста внимание на здравствената заштита на жените и на жените родилки. Ќе напоменам еден конкретен голем проект, суштински, изградбата на гинеколошко-акушерската клиника во клиничкиот центар. И од свое лично искуство како жена родилка, навистина неспоредливо е искуството во старата и новата гинеколошко-акушерска клиника со сите пропратни апаратури и подобрени услови во новата клиника. За разлика од старата, каде што имаше соби со 6 жени родилки, во новата веќе се само по 2 со засебни тоалети и секако и полагодно чувството на тамошните вработени, а и на жените родилки.
Исто така можам да напоменам дека се воведоа доста здравствени, значи, испитувања за мајките во по одмината возраст, кои што одлучуваат да раѓаат, бидејќи претходно тие испитувања не беа, значи, во пракса. Уште повеќе ме радува фактот дека ќе се извршуваат на сите жени родилки, се со цел поздрава популација. Секако, за зголемување на наталитетот во Република Македонија значи, и воопшто секаде, е многу битен економскиот развој во Републиката и ВМРО-ДПМН навистина направи напор за да се подобри економскиот статус на граѓаните, па така во 2006 изнесуваше просечната плата 13.320 денари, додека во првиот квартал од 2017 изнесува 22.750 денари. Тоа е зголемување од негде 70,69%. Секако не е тоа пресудно, значи добриот економски статус, значи на статус на родителите и на граѓаните, но проектите кои што ги спроведе потоа навистина има бенефит. Па така од 2009 значи година до 2017 се отворија 87 градинки, се реновираа, се проширија, значи се зголемија капацитетите секаде каде што беше тоа во можност. Во многу општини, значи во Република Македонија, тргнувајќи од Зелениково, Петровец, буквално и во многу, значи, рурални средини се отворија за прв пат градинки, така во Газибаба, во населеното место Јурумлири за прв пат се отвори градинка, со што всушност се зголеми капацитетот за работни места, се зголеми капацитетот за прифатени дечиња и резултираше сето тоа со тоа што опфатот на дечињата во предучилишна возраст, значи од 0 до 6 години, во 2006 година изнесуваше 9%, додека во 2017 изнесува 26%. Можам лично, исто од лично искуство, да споделам едно задоволство и бенефит од проектот за додаток за трето дете. Сите, можеби не сите, не знам, ја барем се сеќавам, бидејќи потекнувам од повеќе детно семејство. Во минатото се примаше детски додаток и како се осети, значи, негативно кога се прекина детскиот додаток, бидејќи ние бевме повеќе детно семејство. Владата на ВМРО-ДПМН сепак направи напор и навистина мотивираше доста жени да се одлучат да родат трето дете со додатокот за трето дете. И како е битен, бидејќи претходно родителите, значи, беа оставени сами на себе со своји средства да ги креваат децата, да ги растат, а навистина овој додаток и како добро доаѓа. Секако финансиската, значи, мотивација исто така за четврто дете. Потоа низа проекти кои што не се од социјалната заштита, но сепак се вредни за спомнување, се сепак бесплатните учебници во основното образование, бесплатниот превоз за средношколци и низа, значи, проекти за средношколците, за студентите, од бесплатни карти за театри и така се, со цел, значи, олеснување значи, на функционирањето и кревањето на подмладокот. И секако можам слободно да кажам дека како пратеничка група на ВМРО-ДПМН во собранието, сепак ќе се бориме за секој проект што би довел до зголемување на популацијата, до зголемување на наталитетот, но и на сите проекти што ќе следат за поздрава популација, затоа што во перспектива навистина е тоа, популацијата и дечињата се нешто на кое што треба да посветиме многу внимание. Благодарам.